Изборот на песна наследната година во Виена најверојатно ќе се одржи со учество на Израел, но без голем број други земји. На седница на Европската радиодифузна унија вчера во Женева учеството на Израел не беше ставено на гласање, со што патот за Израел остана отворен. Шпанија, Ирска, Словенија и Холандија најавија бојкот. Германскиот радиодифузен АРД ја поддржа одлуката, додека радиодифузните куќи од Шпанија, Ирска, Словенија и Холандија веднаш најавија бојкот. Причина за конфликтот е попадот на радикално-исламистичката палестинска организација Хамас на 7 октомври 2023 година. Неколку радиодифузни куќи уште пред повеќе месеци се заканија со бојкот на Евровизија, кој треба да се одржи во мај 2026 година во Виена, но имаше и земји кои своето учество го условија со учеството на Израел. Германската влада исто така се изјасни против исклучување на Израел. Новите правила на Евровизија за транспарентност и неутралност. За да се смири конфликтот, Евровизија во ноември најави нови правила за надпреварот. Според нив, меѓу другото, професионални жирија би требало да гласаат уште во полуфиналето, а правилата за рекламни кампањи ќе бидат построги. Радиодифузните куќи, членки на Евровизија, на својата седница зад затворени врати вчера очигледно со мнозинство одлучија пакетот мерки да се смета задоволен и да не се гласа конкретно за учеството на Израел. Евровизија соопшти дека членките ја изразиле својата јасна поддршка за реформите за зајакнување на довербата и заштита на неутралноста. Ова им овозможува на сите членки кои ги прифаќаат правилата да учествуваат на надпреварот. Германската радиодифузна мрежа ја поздрави одлуката на Евровизија изречно. Новите мерки, како што се вели, служат за зацврстување на транспарентноста, неутралноста и правичноста во процесите на гласање и организацијата на Евровизија. Томас Маркл, таткото на војводката од Сасекс, Меган Маркл, бил подложен на животоспасувачка операција за ампутација на левата нога под коленото, открива Daily Mail. Господин Маркл, 81 годишен, бил подложен на 3-часовна операција за да му се отстрани левото стапало и долниот дел од ногата, откако згручувањето на крвта ја прекинало циркулацијата и екстремитетот поцрнал. Неговиот син Томас Маркл јуниор потврди дека ситуацијата била драматична. Ногата му стана прво сина, па црна. Се случи премногу брзо. Лекарите рекоа дека нема избор. Или ампутација, или ризикуваме да го изгубиме. Томас бил префрлен со итна помош во поголема болница во Себу на Филипините, каде што се пресели годинава, обидувајќи се да започне нов живот подалеку од медиумскиот притисок и болката поради отуѓувањето со Меган. Документарниот филм приказната за Силја на Тамара Котевска влезе меѓу 5 финалисти за престижната американска награда Независен дух, признание кое традиционално се смета за силен индикатор за успех во трката за Оскар. Филмот е номиниран во категоријата најдобар документарец рамо до рамо со продукциите Come See Me in the Light на Рајан Вајт, Endless Cookie на Питер Кривер, My Unwanted Friend Part 1 Last Time in Moscow на Джулија Луктев и The Perfect Neighbor на Гита Гандбир. Годинава најмногу номинации, вкупно 5, освои филмот The Day of Peter Hujar на Айра Сакс. Дуото Next Time го објави својот најнов проект Македониум, сниман на истоимениот споменик во Крушево, едно од највпечатливите културно-историски обележја во земјава. Во Македониум браќата Мартин и Стефан Филиповски ги снимија своите најголеми хитови, како бонус песна ја преработија Нема друга Македонија од Војо Стојановски. Со Стефан и Мартин Филиповски свират и Владимир Крстев на виолина и Никол Чемицевски на клавиатури. Проектот е достапен на сите музички платформи, како и на официјалните профили на групата на социјалните мрежи.